Ивана и Надица веќе се во комбинација, Ивана веќе се осудува да го направи овој третман и метод. Не само тоа, им велам на овие две дами дека благодарени на мојата внука и незини другарки, практично веќе се кај Надица и клиенти. И така некако супер додовме до незина адреса да ви го понудиме како една тема утринска, мигрена пирсинг. Особено мислам дека дамите за запознаени за истото и бенефитите по тоа. Со Ивана вака велиме сега. Да направиме само една кратка увертира и еден вовет на оваа наша приказна. Надица не е подготвена, секи ви раскаже. За почитуваната наша актерка Емра Куртишова, која што е од бројните клиенти токму во студиото на Надица, која што се одлучи да го направи мигрена пирсингот токму поради тоа што таа долго време, за жал, се соочувала со главоболки и други состојби. Така што, колеги од режија, ова нека биде вовет. Ќе ве поздрави со ова видео и Емра Куртишова. Мигренозни болки се како да објаснам. Да речеме, секој втор ден простувам од животот. Значи, не сакам да постојам, ма сериозно, нека сакам да умрем. Си го барам чарето, еве дојдов сега и кај вас. Знам дека ќе ми помогнете, пошто како што ти пишав, ве манијачав толку време. Здраво, еве ме мина после 1 месец од пирсањето. Значи, морам да ви кажам дека ова е чудо. Реално чудо. Апсолутно немав никаква главоболка. Обично моите мигрени беа за време на циклус. Месецов го поминав тој период без никакви главоболки, што е врв. Отидов да си купам нова глава, еве новата глава. Реално, искрено, од срце препорачувам на секој што го има тој проблем да си го реши во блинк-блинк, затоа што ќе го реши проблемот. Ќе нема главоболки, ќе нема пожари во главата. Одлично го има некако апострофирано проблемот. Таа сама, како што вели Надица, и ви се обратила, бидејќи има луѓе кои што, како вели таа, сакам да си земам нова глава. Веројатно има во обкружување. Јас, еве, да чукнам во дрво, не сум можеби од оние кои што знаат што значи тешка мигрена и главоболка, меѓутоа во моето обкружување има луѓе, јас дури не знам како тие не можат да го реализираат денот и активноста и тоа да не помине после часови два земање на седативи и било каква терапија. Така што, ајде денеска мигрена пирсинг во етерот. Човек кога има мака, буквално ќе се подложи на се за да го најде тој спас и веројатно една од нив е Емра која што можеше тоа да ни го опише на еден таков добар начин, а Надица веројатно твоето искуство со голем број клиенти имаш доста добри податоци како такви и во однос на резултатите и ефикасноста и во однос на тоа дека колку и да се скептични луѓето, сепак кога ќе знаат дека тоа е спасот, веројатно подлегнуваат и на овој метод, да речеме, кој што не е толку страшен. Именно, експанзија се случува околу мигрена пирсингот. Добро ни дојде Надица Георгиевски, која што меѓу другото последниот период мислам дека си им како светел ангел на многумина, веројатно поради третманот кој што се случува баш така да има една експанзија во светот, не само и кај нас, во светот, баш во светот. Да. Ова наука, како да кажам, алтернативна медицина, потекнува уште од пред 3000 години. Значи, кинезите за почеток почнуваат да го работат, со тоа што они користат игли, познато кај нас, како акупунктура. Акупунктура или акупресура, значи со притисок, правење притисок на одредени точки. Која што се уште постои како метод, да. Сега ова е малку модификувано, многу малку научни трудови околу цела оваа работа. Најновиот труд за 2023 што е направен медицински труд, конечно и докторите малку поддржуваат оваа техника затоа што увидоа дека навистина има огромен ефект кај народот, посебно помага за мигрена, уште за многу други состојби како што се анксиозност, депресија, што е моментално исто така многу од народот пати од тие ситуации, вртоглавици исто така, зуење во уши, тинитус и многу други работи, алергии исто така. Надица, тука би те прекинала само за момент. Вртоглавицата, зуењето на ушите, главоболката се да речеме физичка симптоматологија која што има своја причина, но депресијата е значи состојба од психолошки карактер, да речеме. Како ова влијае пак на депресијата? Вака. Се работи за еден нерв во телото, еден од главните нерви, тоа е вагус нерв. Може би ви е познато. Вагус нерв. Вагус нерв. Да, еден од главните 12 нерви што се во телото. Тој почнува од главата и продолжува скоро низ сите органи, низ целото тело.
и е многу нежен, да кажеме вака попросто. Реагира на промена на време. Значи кај нас малку климата знаете колку е променлива. Затоа луѓето често ќе се пронајдат многу метеопати, многу имаат проблем со вртоглавици, главоболка во тој период. Исто така, многу му смета стрес. А кој нема стрес во денешно време? Од тука почнува и анксиозноста и депресијата. Кога нашето тело е стегнато и укочено, згрчено, се кочи тој вагус нерв бидејќи е многу нежен. Кога ќе се згрчи, нема пренос на информациите како што треба низ телото и тогаш се создава таа тензична главоболка, анксиозност, депресија и така натака и така натака. Нашите уши, тоа е таа аурикуларна акупунктура. За среќа се еден, како да кажам, трансмитер каде што се наоѓаат премногу нерви. Тука баш во тој предел? Да, има премногу нерви. За наша среќа тука се наоѓа и дел од вагус нервот, така да кога тој ќе биде постојано стимулиран со некој надворешен, како да кажам, предмет, да го наречам нашиот пирсинг, стимулатор, се прави мала вибрација и како ја движиме ние обетката постојано му правиме на нервот да работи и стимулација. Да, значи постои дури и операција на вагус нервот, можеби еве некои од докториве веќе знаат нормално, дури кај нас мислам дека Филипче има правено, но тоа е сепак за многу посериозни ситуации како што е епилепсијата, пошто епилептичните напади исто така се создадени од проблемот на вагус нервот. Нешто јас го пишам, еве, не сум сепак доктор, морам да се отргнам од тоа, ама го опишувам нешто како бајпасот што му помага нели на срцето, овој стимулатор му помага на вагус нервот. Значи како поддршка на сето тоа е. Ете така, да, но се прави нели за многу сериозни ситуации. Иако мигрената исто ја сметам како многу сериозна состојба кај луѓето, затоа што има луѓе, барем јас што сум ги запознала со секојдневни главоболки и веќе никакви фармацевски производи не им помагаат, затоа што телото станува со време имуно, а тука се случува еден друг момент што самото тело лачи хормони кога се прави притисок на тие одредени точки, се лачи серотонин и се лачи ендорфин, со тоа што серотонинот го сметаме како the painkiller, убиец на болката, и кога го имаме во поголема количина во нашето тело, успева телото да се избори со главоболка. И именно јас во моето најблиско фамилиарно обкружување сум имал, особено нели од страната на мојата мајка, имало тоа како традиција кај жените било наследно да мигрените не поминуваат со денови. И добро е што еве што велиш вака некако естетиката на мигрена пирсингот се провлекува велиш како една кинеска, можеби древна наука и метод кој што еве денеска некако повеќе се прилага. Како древо едно изгледа и што најважно ќе ни помогне за болка. Да, сите на почетокот кога доаѓаат кај нас, посебно со старава популација, и стално леле ништо најмалечко, ништо ситно ставете и ние стално добро, нема проблем, ајде да го решиме прво проблемот, па после ќе идеме на естетскиот. После, од кој ќе го решиме проблемот, они сите ставаат обетки со циркони, со пеперутки, тоа се да изгледа нели така, баш сака да го покажат и се гордеат со тоа што го носат, затоа што знаат дека навистина им помага. Да те прашам, сигурно нели многумина го имаат како прашалник, колку е безбедно, колку помага, нели бидејќи и со на тоа ни беше прашањето, нели затоа што знаеме дека некој пат телото може да го отфрли, да го одбие така натаму, и колку во овие ваши клиенти кои што сте ги имале надица последниве години, вистина е 70-80% колку доаѓаат со позитивен ефект, велат дека ова е ултимативно решение за главоболката и мигрената. Искрено, од кога почнавме да водиме некој евиденција, статистика, да, стигнавме до над 2000 луѓе со мигрена, што имаме до сега излечено, од кои еве да речам дека ајде да не биде 100%, ама 95% се со ублажени главоболки, изречени, значи со тоа што се прави притисок, се намалува фреквенцијата. Значи некој ако бил со секојдневни, можеме да го доведеме до тоа да биде еднаш у 2-3 месеци и тоа таа блага што ќе пројде со едно кафетинче, на пример, со некое благо апче. Имаме случаи каде што сме излечиле и 100%, но да немало ефект, до сега искрено не се случило. На вистина ви кажувам, еве најискрено, и кој што има во близина што слушнал може да пренесе ефектот, и морам да напоменам исто како акупунктурата и како секој видови на третмани, многу е важно како ќе биде изведено. Да, тоа е важно за секој. Тоа е најважното. Ние прво правиме особено за ваква работа. Така е, правиме контрола кај нас за да видиме дали можеме на таа личност да ја помогнеме. На самата контрола ние увидуваме со масирање на нервите дали се работи за тоа. Значи, ако не се работи за вагус нервот, доколку не дај Боже има некое друго случување во главата, друг проблем од кој настануваат тие главоболки, ние не пирсаме.
Значи таа контрола кај нас е бесплатна затоа што знаеме дека нема да му помогнеме на човек. на клиентот. Дали има некој кој што сериозно може да го одбие како метод, како еве да речеме страно тело кое што го имаме? Искрено, ние користиме многу квалитетен материјал, тоа е титаниумот, значи уште подобар и од медицинскиот челик. Искрено мене ако ме прашате најдобар, подобар и од сребро, затоа што среброто веќе не е квалитетно и со тек на време потемнува, а околу миграцијата јас мислам дека мигрираат пирсови само што не се добро изведени. Да, значи во спротивност се она што е професионално и на добар начин останува така како што Така е, тоа затоа што има секоја ушна школка е различна, треба да се процени каде треба да се изведе пирсингот, да не биде многу на тенка кожичка, да речам, на тенкото ткиво, така да доколку не се изработи како што треба, е тој проблем со миграцијата. Сега во однос на тоа, да речеме, кое што се појавува како прашалник или прашања и дилеми за оние кои што сакаат да се испирсат и да си помогнат на еден таков начин, се веројатно прво прашање е дали боли, колку боли, откако ќе се случи, колку време треба да помине болката и начинот на кој што треба да се одржува местото и што е тоа кој што треба да се прави. Што верувам дека е една редовна процедура кога доаѓаат и која што ја споделувате со нив, за сите кои што не гледаат и кои што тоа се прашуваат, а можеби ми е единствената пречка во однос на тоа дали ви дошле. Колку или дали е индивидуална степенот на болка, колку е нели како велиме отпорен на болка и толерантен и како е впечатокот од оние кои што доаѓаат ако биле повторно или во страв дека ќе боли, како отпосле се однесува. Така, да. Навистина тоа е првото прашање. Здраво, која е цената, дали помага и дали боли. Значи тоа се трите прашања што ги добиваме цело време по социјални мрежи. Болката е индивидуална, како што кажавте, затоа што секој човек различно има прак на толеранција, да, иако јас викам и сите пирсери во светот имаме една порака too quick to hurt, значи премногу е брзо за да боли или да е нешто. А јас, мојата порака е дали може да е поболно од мигрената. Значи не може една игла да боли повеќе од тоа ти да имаш 24 сати, 48 сати главоболка, да седиш во темница, да имаш аура на очите и да не можеш да функционираш како што треба. Значи навистина јас го споредувам еве како кога ви зимаат крв од вена, значи таква слична игла се користи една секунда и не е ништо страшно. Многу поболни третмани како и тетоважи што не прават луѓето денеска отколку секундарно. Ето така. Сега, тоа се наоѓа, ти многу убаво го кажа тоа и зад камери, тај, така Трагос и Дајт. Трагос и Дајт. Еве вака сега, колегата Горан или Жан, чисто само да го објасниме со оваа мала макета на нашето уше. Каде бидејќи гледаме тука, нели убаво да речеме така Да, јас овде веќе го направив и естетскиот дел за уште повеќе да ги привлече нашите гледачи. Да, најпрвен мора да се пирса со обични топчиња, пирсови кои се со топчиња заради заштита и лесно заздравување на местото, а потоа веќе можеме да ги ставаме украсните циркони и кој каков стил има. Инаку дајтот е овој дел, така? Дајтот е оваа кружна алка во внатрешноста на оваа рскавица, каде што почнува рскавицата и тука најмногу се сконцентрирани тие нерви што се потребни за да се направи притисок. Тоест најмногу има нерви завршетоци од вагус нервот. Најчесто кога се работи за мигрена точката е тука, но сепак мора да се провери. Доколку боли на пример само една страна, левата страна, најчесто се прави пирсингот на лева страна, но секогаш не ја исклучуваме и десната страна затоа што некогаш може унакрсно да се случи. Некоја ситуација поретки, но таа страна што боли, обично таа страна и треба да се изведе пирсингот. Значи тука веќе кога работиме за лековит пирсинг нема избор, јас сакам тука, може ли повнатре, понадвор. Значи ние одредуваме каде треба да се направи пирсингот. Лево или десно уше не важно. Ние го одредуваме тоа на самата контрола. Ако сакате естетски, тогаш може да бирате, а на контролата ќе почувствувате една жештина во телото, едни морници ќе ви поменат. Значи тука знаеме ние дека се работи за нервите, му прават притисок и значи ќе се случи нешто во телото. Веднаш по пирсањето го чувствуваат олеснувањето, релаксација, на некој им се приспива, кога може да одмориме малку тука и така натака. Сега нешто што сакав исто да споделам многу важно е тоа што не значи дека кај секого треба на дајт местото да се стави за да му се помогне за мигрена. Се зависи како што кажа преска вагус нервот и од што му е тригер. Значи дали е времето, дали можеби е наследна мигрената како што спомна мајка, па ќерка и така натака, дали се работи за некој хормонски дисбаланс на станата во телото или со циклус, има жени што пред циклус патат од мигрена или за време на циклус, така да точката каде што ќе се постави мигрена пирсингот и од
зависи и од причината Од на тие појавата на мигрената. Значи, Дали е затоа и таа стрес. претходна анализа, односно Е, проверка. Бидејќи најчесто да речеме овие типови на обетки мингиши сме ги гледале нели како стил, Естетски, да, естетски. естетски. Ама и тука исто така е И придонесено. тука исто се наоѓаат многу интересни точки, да кажам, што се од акупунктурата излезени. Например, врвот од ушето, од рскавицата е точка за алергии. Исто така сме имале многу случаи каде што сме помогнале да се намалат алергиите. Ќе споделам еден случај, имавме жена и тоа околу 50 на години што целиот живот имала проблем со алергија на сонце, која што само што влезе во ГТЦ кај нас, беше целата изфрлена. После пирсањето ни пиша порака, мене прв пат во живот ми се случи јас да шетам на сонце. Секоја тело Да, е да, апсолутно да, различно. има и таков ефект, да. Моментален е ефектот. Значи веднаш по пирсањето што е најинтересно и најмногу ги мотивира луѓето. Да, е интересно што спомена и зад камера. Велиш се работи со стерилизиран еднократен пиштол кој што го потребуваат ако не грешам нешто, тоа го спомнавте за клиенти млади или Вак. Или тоа Тоа за нешто? баш и сакам да го споменам, Ајде. пошто јас правам и доста едукативни видеа на социјалните мрежи, кој ме следи знае. Баш од таа причина што благодарение, да речам, на короната, се појавија едни стерилни апаратчиња кои се за само една употреба. Значи веќе пиштолите што се оние обични што ги бушиме деца на На ушите, ете така, ѓучиња. на ушите, веќе не се во употреба, посебно во Америка, мислам они се нели секогаш најнапред со сите технологии. Ти велиш одиш во Турција Турција исто и така. ти видела дека тоа е веќе строго забрането Така, во голем дел. кога нели беше период на корона, јас бев во Турска и мене ме упатија присидите каде што и го учев целиот метод. Дури бев запрепастени од тоа како ние се уште користиме пиштоли во Македонија, дека тоа не се стерилизира, тоа од човек на човек може да се пренесат 300 инфекции, што не би сакала сега да ги плашиме гледачите. Најбитно е дека ние користиме и за бушење на бебиња и за возрастни специјални апаратчиња кои се стерилни, се отвараат пред вас и се за една употреба. Дури ако се одлучите да правите 4-5 дупчиња, секое дупче се прави со различно апаратче и веднаш се става медицинката без допир со прсти, со Да. било какви. И тоа може би е одговор на некој што ете на овој претходен начин со пиштолче кој што знаеме и на времето и кога всушност и немало да речеме ваква Традиционалниот тој начин кој што го знаеме со пиштолче, можеби затоа се соочуваат со проблем да имаат понатаму болка, па Гноење, можеби гноење, па неможност да нели да ја стават обитката и така Тоа најпота се е едната затвара. причина. Втората причина е дека пиштолот има премногу јак притисок, овој обичниот што е, затоа што многу пука, немаш со раката не можеш да го регулираш, да речам, на некој начин. А исто така уште еден многу битен момент што не го знаат многу луѓе е тоа дека треба да се носат позади специјални обетки кои што не се како оние butterfly лептирчиња позади гвинтови, Тоа би требало вака да гвинтови. е, Да, не знам колку ќе може овде да се фати. Значи мора позади на доколку се работи за рскавицата, значи веќе долниот дел не е никаков проблем, иако и таму е препорачливо веќе. Значи се работи за вакви обетки кои што се штрафат од напред, се многу безбедни воопшто за воопшто не ушната школка сметаат и не и боцкаат. не сметаат, не боцкаат. Кога се боцка позади, се прави притисок на увото и затоа има и гноење. Многу е битна должината на шипката, значи тука има цела, да речам, филозофија околу избирање на адекватна обетка за некое место. И уште една работа сакам да напоменам, да не да сватат гледачите грешно, кога збориме ние за пиштолите, збориме за естетскиот дел на бушење уши и се работи само за мекиот дел, за лобот, а овие лековити пирсинзи се прават исклучиво со игла. Така. Пред да продолжиме, Надица со подарок дојде. Јас ќе замолам од името на цела екипа, режија може да ги испишеме броевите. Имаме 2 ваучери за луѓе кои што вистински го имаат овој проблем. Така што ве молам, оние кои што вистински, за жал, се соочувате со мигрена долги години, и сте можеби волни да направите еден поинаков предизвик. Ќе објасним што еднаш, Надица, за сите вас, ако сега се вклучувате, дека тоа е безболен процес. Ве молам, еве двајца од нас може да наградиме на 30 70 005. Јавете се сега во програма во живо и ќе ви го дадеме ваучерот за да појдете и да го доживеете ова можеби ваше ново искуство, како вели Емра, нова глава. Сега, додека чекаме некој да се јави на програма, вистински да му обезбедиме, па може и да ги снимиме овие гледачи кои што Ако ни дозволат, зашто дозволат, да не? еве, оние кои што биле добитници од Тилма. Може. Како момче се кажа како 20 години да има. Меѓутоа да речеме момчињата и дали мажите
бидејќи не погледнав видео и тоа беше моето прво прашање утрово кога те најавивме со Ивана, дали се осудува, ти велиш, имаме толку многу клиенти мажи кои што го Мене ми е најинтересно што ние имаме мажи од типот на 70 годишни мажи. Значи нешто што они веќе не се, нели, како да кажам сега, за нив пирсинг и тетоважа била табу тема на времето. Ајде ние помладиве па нели се тетовираме и се пирсаме. Но ние имаме стварно мажи постари што немаат никаков проблем пошто сакаат да се решат. Имаме клиенти од цел свет. Мислам, посебно, нашиве македонци што се отидени, пред некое време имавме еден маж што дознал за нас и од Германија со директен лет дојде кај нас, вика, доаѓам да се испирсам, ве молам термин, најдете ме, јас со авион доаѓам и си одам попладне на работа сум утрини, ама како не смеш да леташ, мислам, има некој... Небитно, ја веќе, вика, слушнав за вас од многу места, пријатели, така дојдов, најдобрата реклама е од луѓето кога го добивате тоа, дефинитивно, и ќе стимулираме дека мажите, ми е криво што во моментот... моментот... Може би Марко ќе се стаи. Па, Надица беше прво прашање, зашто не се стаиш? И поради естетика, меѓутоа, еве, пак ја кажеме, сепак го препорачуваме за оние кои што вистински патат од главоболки. Ајде да ги вклучиме нашите пријатели утрински, ќе ти заблагодариме, Надице, што сме дарежливи да придонесеме некому по бенефит на поздравието. Добро утро. Ајде, добро утро. Ало? Добро утро. Убаво утро, со кого се слушаме? На телефона Невенка Ристова. Простете, извинете, како беше името? Ристова Невенка. Невенка, како сте утринава, Невенка? Па баш имам главоболка на левата страна, мислам од времето дека е тоа. Да, еве, Надица ќе ви посочи, а препоставам дека долго време патите, можеби, со главоболки? Па да, ошто помлади години, да. Да. Би се осудиле за вакво нешто сега? Па, се интересирана сум баш за тоа зашто зборувате и сакам да знам како понатаму постапката. Јасно. Еве, ваучер ќе имате од Надица и ако ни дозволите, можеби Надица да го сними вашето искуство, ќе биде тоа ако треба цензурирано, само вашето уше, чисто да прикажеме еве како поминало и да кажете какви се бенефитите, Невенка. Може така договорено? Па може, добро, а за кога? Па, тоа ќе се тоа ќе се договорите, дополнително со ваучерот Надица, ќе го добиете, еве, од понеделник од 10 наутро до 13 попладне ве чека овој ваучер во просториите на Телма телевизија. Благодарам многу. Исто и вам. Благодариме за трпението да го вклучиме и следниот. Ќе биде дама или ќе биде некој кој што ќе биде представник од машката популација? Добро утро. Дали се слушаме со вториот гледач? Да, Кој ни се јавува? Сонја Дракчев. Сонја, како сте во утро? Благодарам, добро. Дали и вие патите често од главоболки? Дали тоа го провлекувате како проблем? Главоболка генерално немам често, меѓутоа имам проблем со вртоглавица и со зуење во ушите. Дали сте слушнале досега за миглена пирсинг? Миглена пирсингот сте слушнали? Да, на Facebook имам гледано и размислувано околу тоа, ама не се осмелив до сега да отидам да видам за да се работи. Еве, Сонја, Надица има прашање до вас, само бидете на линија. Здраво, Сонја. Да, повелете. Јас би сакала само да те прашам едно нешто околу тинитусот што го имаш. Дали си имала некакво оштетување на слухот и дали имаш намален слух? Не, никакво оштетување. Редовно одам на контрола заради таа вртоглавица што ја имам на лекар, меѓутоа многу често сега во последно време вртоглавицата ми се јава дури и на терапии. Така? Меѓутоа, повторно се јавува и многу често се взимам терапија повремено во потреба. Добро, ме интересира дали сте приметиле на стрес да ви се случува, да ви се сврти и дали зуењето на ушите е поинтензивно, понапорен ден, постресен ден? Па, не можам точно да дефинирам, али можно е затоа што нели ние како родители често сме на стрес за одредени работи, така да и на помена на време мислам дека дури не се приметува. Добро, Сонја, мислам дека ќе можеме да ти помогнеме, ќе се слушнеме после емисијава и ќе се договориме. Да направиме ги податоците и вие, Сонја, ви благодариме за јавувањето. Сонја Невенка има среќа ова утро. А така да те прашам, ја спомна земјата Бразил. Да. Сакам да споделиш за гледачите.
Тоа е една, мислам, нели, кога почнав да навлегувам, прво земав курсеви за естетско пирсање, така почнав ствари цела приказна и една моја пријателка, јас немав исто така појма за, нели, ова цела акупунктура и пирсање. Придобивки, да. Другарка една моја ми ка, Леле, многу ме боли главата, молим те, дај штракни ме таму со тоа апаратчето, кај што треба да ми поминат главболките и јас сам се смеев и бев јас најголем скептик за ова се што денес го работам. И викам, значи, што ти е тоа мигрена пирсинг, дај да видам. И она ми покажува, не знам, ми отвора на интернет, види овде у Америка, она беше баш тој период во Америка, види вака прават, овде дај со апаратчето штракни ме, викам, ова е, дај, ние го правиме од естетски причини, не е проблем, викам, дај ќе ти го направам, ајде. И така, побина еден месец не си имавме видено, ми се јавува, слушај, 2 ти носам за мигрена пирсинг. Абе, вика, Марија, немој да правиме глупости, значи ова не е ни научно докажано ништо, јас не сакам да лажам луѓе. И така почна се расшири некако муабетов цел, ние ни го рекламиравме воопшто и јас отидов во Турска пак кај ово истиот мој човек што ме учи околу сите работи. Како си викам, дај кажи ми што е тоа мигрена пирсинг, ја почнав да пирсам, немам појма. И он почна да ми го објаснува, вагус нервот, што и како се случува, дека многу луѓе се скептици, ама резултатите се стварно многу ефикасни кај сите. И така натака и така почнав да истражувам, нели, многу и да читаш нормално, земав и некоја аерикуларна акупунктура за да ги научам само ушите, нели, она точки, нерви и такви ствари. И налетав и на една бразилка која што била докторка по професија и исто така огромна љубов и се пирсинците, па отворила специјална ординација кај ни во Бразил и тоа изгледа нешто феноменално, само за пирсинг. Така да нешто и мојата инспирација беше од неа да отворам еден ваков салон, така да го сменивме продажниот салон и го направивме на 2 дела, каде што имаме една мала мини ординација наша, таму се прават пирсинзите во стерилни услови и од кај неа имам 2 сертификати. Едниот е многу специфичен, а тоа е, значи, баш пост-пирсинг процес, значи како да се заштитите од сите инфекции и доколку дојде до некаква инфекција, како да се превенира. Уште само нешто за крајналица, дали има некој за кого не би се препорачало ова? Затоа претпоставам дека испоред овој прашалник кој што го направи за госпоѓата, веројатно е и мора да имаш некакви одговори и возрастна категорија граница дали постои, бидејќи спомена дека и највозрастна категорија дури и мажи кои што на 70 години го потребуваат мигрена пирсингот. Да, околу возраста прво ќе кажам, имавме мајка една со мигрена која имаше ќерка 7 годишна, така да нашето искуство беше со 7 годишно девојче за мигрена пирсинг и тоа беше едно од моите стресни пирсања во животот, затоа што како да му објасниш на 7 годишно девојче што треба да му направиш. Ако имаш во своји раце, треба да го третираш. Но после задоволството и чувството, кога ќе помогнеш на некого, е нешто незаменливо и девојчето ден денес е супер, оди на екскурзии што не можеше претходно да оди, затоа што секоја мала промена и мал стрес во нејзиниот живот и предизвикуваше главоболка и сега доаѓа кај нас и сите сме среќни и мајката и ќерката, така да за возрастна граница од 7 стварно ја ќе биде смешно до 77 имаме пирсано, значи и постари жени што веќе лекот во сега бараат. Така да нема возрастна граница, а околу тоа кој не е подобен можеби. Подобен за оваа ситуација, искрено нема нешто кој не би бил, освен на пример јас секогаш им викам на оние кои земаат лекови за изречување на крвта. Тоа сме го приметиле. Например, може да се договориме една недела малку да не конзумираат такви фармацевски производи заради крварењето, затоа што знае да крвари местото заради изреченоста и да не може она да се згручи, да се направи убаво дупката, така да со тие такви клиенти имаме некој малку подруг пристап. Може би медикаментозна терапија во тој период да барем да спречат чисто не дека е нешто страшно, нели, ама секој може да го исплаши обилно крварење, така да од тој аспект еве можам да извојам. Мислам дека многу добро јас за тоа би направила, фала Богу, естетски доколку го направам, но како и да е и со оглед на ова што го спомена Надица, верувам дека апсолутно продуктивно е за нашите гледачи кои што и од најглавната причина доколку се соочуваат со одредена болка би сакале и моментот дека се нели лачи повеќе од хормонот на среќа и дека токму и овој нерв во нашето тело има апсолутно влијание на тоа и
сосема апсолутна логика, колку и да сме лаици во медицината или вака како гледачи и слушатели, дека да, кога сме подстрес сме згрчени и тоа ни се рефлектира на начин на кој што можеби не сме свесни. И затоа си постои едно вакво објаснување, но фала Богу и добар метод за да може тоа да се елиминира како болка или симптом. Одличен соговорник, добро денеска ја поддржа целата популација која што можеби сака да го направи овој чекор. Вагус нерв, така рековме? Да го поддржиме, да му помогнеме на еден тука нерв кој што ќе ги елиминира сите можеби за жал состојби на главоболка, вртоглавици, тинитус и така натаму, и најважно психолошките девијации со кои што се соочуваат и голем дел од младата популација. Беше исклучително да те имаме во оваа прилика. Со Ивана чекаме, ако дадат дозволат оние кои што се јавија, нашите пријатели утрински, да го екранизираме, може да го прикажеме. Може, зашто благодариме, Надица, беше чест. Драго ми е што ме поканивте, доколку сакате, повторно можеме да се видиме, да разговараме, пошто јас имам еден тон искуство да раскажувам и можеме до утре да си правиме муабет. И следен пат дефинитивно ќе екранизираме и мажи како на некој начин реагираат на истото. Ајде дојди, тебе. Можеби ќе се одлучам. Да не Можеби ќе се заплашиш. одлучам. Апсолутно, само од причина што ајде видам, не знам, можеби на овие Само да додадам уште нешто. Има и точка што не ја спомнавме, тоа е Шенмен, порта на рајот, ја викаат кинезите. Тоа е оваа точка, сега не знам, сличната со анксиозност, да се надоврзам на твојов муабет. Се постигнува боди баланс, значи било каков баланс во телото, чисто таа една точка на притисок каде што се прави само она да си кул. Шенмен. Шенмен се вика. Така да можеме таа да ти ја направиме, че немаш друг проблем. Ова го прават и луѓе што си немаат проблем само да се чувствуваат за балансот во животот. Баланс. Рековме хормонот на среќа и Шенмен по-кул од ова што е. Дефинитивно. Јас и Ивана клиентите Надица. Како и да се надам дека уживавте, Надица Ѓорѓевски за мигрена пирсингот. Во моментот немаме уште едно убаво културно-медиумско јадро за поддршка на македонската независна продукција, а и светската сцена. Дарко Јорданов и новиот зачеток во лабораториум Стереолаб во етерот на Телма.